Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео во кое што не сум научил да се дерам толку за да не ми се свртат сите. Во ова видео ќе правиме долго посакуваното за мене 24 сати на плажа. И ја више влегов, така да тука сме некој пола сат. Во моментов се гледали, така да ние дојавме тука околу 9 и одма има насобрано луѓе, колку сакаш, тоа не ова премногу. Текова ќе биде фул и не знам како ќе преживееме да седиш тука 24 сати без да отидеш нигде. Среќа пак плажава е долга, така да ваља нема биде толку досадно. Битно телефоните се пуни на 100%, за јадење ваља ќе преживееме, за спиење ќе биде многу интересно. 2 сати подоцна апдейт, најдовме интернет и пиеме кафе и си седнавме, си фативме лежалки. Уште сега не знам како ќе се трпи. Теке колку е 11 сат негде, а уште колку има така. Среќа барем ова ми е дозволено, или барем јас си го дозволив, да шетам покрај плажа, зашто ви кажав дека огромна плажата и барем ова може онака да те разбие монотонија, малце да се прошеташ, а бев иначе да јадеме, да ждереме, више колку дојде саат негде околу 2,5. Лета време или не лета, се седиме си правиме муабет, дури размислувавме кој дошол до идејата, кој бил првиот кој рекол кога ќе дојде лето, ќе си земеме 10 дена, пример, една недела 10 дена и ќе одиме негде и ќе пливаме цел ден. Значи кој бил првиот што тоа го направил за да стане како формат за сите тоа после да го прават цел свет. Ете што ти прави кога ќе почнеш да правиш ваков челендж каде што 24 сати мораш да бидеш заглавен никаде, ќе почнеш на се така да си размислуваш. Сега да чекаме Луки Марс. Има еден човек на плажава што веќе 7 да не еден поише се, што 7 или 8 дена до сега, секој ден го слушаш на глава каде ти вика вруце, крофне донат, а друг има што вика кокорозе. Ти јадеше пред некој ден и ја уште немам пробано таа крофна и решив дека сега во влогов во овие 24 сати ќе ја пробам таа чувена крофна што ми се качи на глава секој ден. Со вруце, кај дај мислам ќе ме слушне и ќе рече сум браче. Идеме да јадеме крофна, I guess. Ед го. Вруце. Ја добивме чувената крофна. И шо? Чекај, кремот додоје. Треба пола да изедеш да ти дое кремот. Иначе више... Как гледа? Да. Више 5:30 и ме плаши ова што има само уште 40% батерија, више не се чепка телефонот. Не ви го снимам толку денот затоа што плажа ко плажа, бања и ко бања немаше толку да се снима, али сега да дојдам крофната, па идеме со лубеницата душека у вода. Тој живот. Се профрливме на лубеница. Ме пече уствари ова што треба да биде сансет за точно во 9 го чекаме. Сега е негде 7 и нешто. 9 го памтам и кога ќе биде точно 12 сати. Тоа ќе биде значи пола. Тоа ќе биде само пола од Сабајле, а колку помина мислам дека сме на плажа веќе едно 3-4 дена, а поминато е само пола ден и после сансетот точно она најубавата што го ставав на сториња деновиве точно во 21:00 се дешава таа магија и после треба да преноќиме и да се спие некако тука. Ја мислам дека би нема толку проблем да заспиам колку што би ми било страв. Да не некој нешто вакво, така да ваljda ќе се менјаме на смени. Сега си уживаме со лубеницата, па чекаме сансет. Пливање број 516 завршено. Гледате го тоа позади сега, клик тука. Станува убаво, али уште колку е сат точно? 8:13, уште има до она и јако тоа што го викам. Се надам дека ќе има да секој ден различно. Сега гледам дека нема облаци, така да можно и да нема. Ако обично кога има облаци се дешаваат поубави чуди, онака како краци нагоре се појавуваат, али ќе видиме и ова за некој време што ќе биде. Изгледа сепак денес не добиваме зајдисенце како што сакавме. Пробав да направам таймлепс со тоа што го имаше претходно, али ми го сецна и го добив само ова. Само ова го добив и ми го скрати. А сакав да го има сонце ова скроз како паѓа и гледа баш е убаво, али пак не е тоа. Предпоставувајќи дека повеќето од вас што ме гледате ме следите на Инстаграм, знаете какви постирав претходниве денови лудило за едисонца и сега и секој ден си го чекам ова, али денес ништо од тоа, така да се ближиме. Колку е 9:29, батеријата е на 28%. Ми се допаѓа како треба 28% да издржат уште 12 сати. Сега ќе мислам дека депресијата ќе почне кога ќе зајде сонце во скрос и кога нема више да биде дењи, кој ќе нема луѓе и кој ќе биде скроз досадно, кога ништо нема се деша околу тебе, туку само бранови ќе ги слушаш. Ако може да се поспие би било супер. Не си оди, не си оди.
Не. Е така. Ми ја врати Брановите. Здраво! Еве го, станува малце поубаво, ама пак не е тоа. Ја пак си се брцнав и не можам више, не знаеме што да правиме со себе. Имаме топче, што не отиде во вода, имаме фризби, имаме свашта занимации за да за да преживееме. Гледав сум, ваков ли сум осветлен од сансетот. Не можам више. Имам уште 12 сати. Ви реков дека магијата се случува негде околу 9. Гледајте го ова, луѓе. Гледајте го ова. И ова мислам дека последниот сансет за оваа година. И that makes me sad. Тоест последниот сансет на плажа, а не последниот сансет воопшто. Многу е убаво, ова ќе ми фали најмногу. Секој ден го чекавме ова и гледај колку е прекрасно. Гледај, цела фаца ми е црвена, што е јако свети. Гледај. И видео иначе нема никаква колор корекција и сите можни слики на Инстаграм намерно не им ставам зашо ова е врв. Гледај, цела вода е црвена дори. Дејам. Ни падна мрак. Покажи го сансетот така е. Ние дека секако ни е последна ноќ, треба да ја издишеме лубеницата, зашто сигурно вака нема да ја носиме назад, така да толку од лубеницата за оваа година. Отиде лубеницата. Се гледам и со лубеницата следна година. Сега освари ти ќе однесеш до вакво. И јас ќе си почекам тука и после следи ноќта. Здраво. Како сте? Саатот е волку. Се ближи полноќ. Ние јадевме пред малце колку да се преживее и да се късне нешто. Више ни ги собра тие лежалките кај што бевме преска и си поставивме наша, така да сега нема вајде да спиеме сега. Не ни се спие воопшто. Така да валја би влагало вода пак, мара искрено би сакал и да пробам да заспиам, зашто мислам дека можам многу лесно да заспиам, плюс го најдовме овој што е најситниот песок, што е најудобно тука на свет. Не знам, ќе ви се јавам кога ќе има некој апдейт. Еве наоколу како ни изгледа иначе. Тука има пристаниште, она што свети големот е брод и тука имаш плажичка и ние сме тука буквално. Се надам дека додека спиеме некој нема да ни украде. Врвен левел на ентертејнмент. Да знаете кога треба да спиете на плажа, кога треба да поминете 24 сати на плажа, дека нели тоа го прават сите нормални луѓе, да знаете да си подавате со топче. Не знам колку е саат, вајде наке 12:07 више, не се ни гледам тука. Се преместуваме затоа што ова луѓево не спијат. Затоа што сегде више скоро еден, нигде не се гледам. Жал ми е што моментов не ме гледате. Скоро еден луѓево не спијат, уште сите си се шетаат и гледаме, се преместуваме по 100 пати за да најдеме место кај што нема многу гласови. Леле, блицо па ќе ме отслеби, ама што нема друг начин, што ништо не се гледа, мора со блиц да се функционира и со светло мајстор. Гледаме чипсот што во Македонија, не знам зашто го тргна, ми еден од омилените. Ми се спие, не боли глава, така. Не знаме више што правиме со себе. Размислуваме да земеме плажава да изчистиме од камчиња. Да измазниме цела плажа да нема ништо. Мислам дека ќе ни треба некоја си психичка установа после овој предизвик. Затоа што дефинитивно ќе се мрднеме. Решив да влезам у вода. Не знам колку ќе ви дава паметно во животот. Леле, многу е ладно. Леле, колку е ладна. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот на мај. Саатот е. Да ми се изгласил телефонот. Колку е саат? 6:10. Таа сум склопчан и не ми се верува што поглед има пред мене. Што е ова?
Ова е дефинитивно најубавото изгрејсенце што сум го видел во животот. Ја не знам ни како поспав, ни колку поспав. Се будиш на 15 минути, прановиве погласни од не знам што и така. Не можам да зборам, од само што станав. Океј, последен апдейт. Саатот е некаде околу 9. Тука ќе завршам овој челендж, више немам ни сила ни да зборам, ни ништо што ми се спие и само едва чекам да одам и да спијам. Така да беше интересно искуство, I guess. Фала што гледавте ова видео, лајкнете го ако ви се допадне, не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал и ние се гледаме следното видео. Чао! Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот на бајките